Денешна наша гостинка во емисијата во живо е професор доктор Ана Никодиновска-Крстевска, проректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ана, добар ден и добро ни дојдовте во емисијата. Добре дојдов, Бети. Секој пат ми е задоволство да бидам ваш гостин и ви благодарам нели особено за честа што ни ја кажувате, се разбира, за нашите активности и за универзитетот пошироко. Така, баш ми е драго малку да ја прикажеме работата, активностите, може би летниот период е убав период да се навратиме наназад и нанапред за она што предстои. Ајде, знам дека во август се уписите на сите државни универзитети. За колку студенти се отворени вратите, за кои групи, може ли да ни кажете за што најмногу има заинтересираност години наназад? Генерално нели сте информирани дека уписите почнуваат практично во август, меѓутоа исто и сега сме отворени за пријавување нели на заинтересирани студенти. Оваа година, како изминатите, генерално трендот, да речеме, на уписи на студенти е отприлика константен, така што годинава ќе имаме околу 2200, односно 2236 студенти во редовна квота, ќе имаме околу 900 студенти во државна квота со кофинансирање и околу 800 вонредни студенти, Отворени се нели за запишување на прв циклус на студии, практично на сите факултети кои што се во рамките на универзитетот. Генерално се отприлика околу 13, нели? Сега најголем број, најголем интерес, да речеме, пројавуваат за медицински науки. Меѓутоа тука се исто и факултетот за информатика, правниот факултет, економскиот факултет, бизнис и логистика, односно факултетот нели за туризам и сите останати, филолошкиот факултет, музичката академија, да нели набројувам. Освен овие, значи генерално имаме универзитетот е во рамките, да речеме, на една поширока стратегија за интернационализација, освен што запишува студенти на македонски јазик, исто така промовираме студии на англиски јазик, така што досега веќе имаме неколку студиски програми на англиски јазик, на медицински науки, на правниот факултет ја имаме, меѓународно право и меѓународни односи, има на филмската академија, на музичката академија и се од оваа година ќе има исто така и на факултетот за информатика, односно компјутерско инженерство, така што имаме интерес за од странски студенти, значи не само од регионот, туку и од подалеку. Тоа е навистина добро и да се, како велиме, да се проширува, затоа што навистина да има повеќе можности за влез на студенти. Во рамките на универзитетот, нели, имате преку Еразмус програмата, размена на студенти. Како одат тие искуства и навистина во моментов каква е состојбата? Воглавно имаме остварено соработка со многу универзитети и како и во Европската унија на европски простори, меѓутоа така и на меѓународно ниво, значи ширум светот и регионално се разбира. Македонија од дел од таа европска повелба, проширена повелба, Еразмус повелба, така што Универзитетот Гоце Делчев има отприлика околу 400 интеринституционални, значи меѓународни интеринституционални договори и навистина имаме широк спектар на соработка со други институции, универзитети и истражувачки центри од Европа. Генерално интересот и од кај нас за странство, меѓутоа и од странски студенти во Македонија е многу голем. Од прилика на семестрално ниво, барем досега според статистиките, имаме околу 40 мобилности на студенти. Се разбира, тука се, освен овие, и предвидуваме, остваруваме Еразмус соработка во делот на академскиот кадар и на административниот кадар, така што нели тоа е уште една придобивка, придонес и за универзитетот, меѓутоа и за нашите партнери во останатите земји. Така, тоа е навистина една одлична бројка што ја кажувате и сепак ова што значи Еразмус студенти, сакам да кажам дека имате и на англискиот јазик, нели? Да, генерално, значи англиските програми ги имаме како такви и за тие програми, нели, предавањата се комплетно на англиски јазик и се разбира дека добиваат диплома која што се сертифицирана, нели, на англиски јазик. Меѓутоа,
Покрај тоа, генерално професорите, асистентите, академскиот кадар, сите во суштина го познаваат англискиот јазик, така што сите студенти што ги прифаќаме од страна, било да се Еразмус студенти или други странски студенти, немаат некои потешкоти во смисла за да се прилагодат, интегрираат и наставата која што ми ја нудиме покрај тоа што изведуваме на македонски јазик, значи правиме дополнителни напори за да им се доближиме и нив, нели? Так. На англиски јазик. Ме интересира, може би короната донесе некои искуства, зашто ја спомнувам за она онлайн студирање и верувам дека па може би можностите се шират и да бидете достапни до секој студент кога не би можел да биде со физичко присуство. Как се продолжили со тој тренд на студирање? Имате ли, отварате ли такви можности за студирање или во програмата, во редовната програма да влезат буквално студенти со такво учење? Се разбира дека има короната, донесе многу предизвици на сите, општо, на државата, на институциите и така натаму. Универзитетот Гоце Делчев како млад универзитет релативно, нели, меѓутоа подготвен истовремено затоа што располагаме со електронски ресурси и слично, едноставно тој премин кон тоа дигитално општество, кон таа дигитализација, значи тој предизвик на корона навистина ни даде еден голем инпут и импулс за да го спроведеме сето тоа, например, без никаков проблем онлайн. Техничарите, административниот кадар, IT секторот и така натаму собраа сили, смогнаа сили во тој период, изгради една одлична платформа која што и ден денес ја користиме. Од онлайн за време на пандемијата преминавме во хибридна настава затоа што така наложуваа нели условите во државата и сега се стремиме, значи се уште да го промовираме, да речеме тој концепт на далечинско учење. Виртуелни мобилности, например, кога можеме виртуелни конференции, виртуелни например поврзување со студенти и така натаму, значи една од целите, далекосежните цели која што нели се стреми универзитетот е впрочем дигитализација комплетна на овој процес. Ова ве прашувам за студенти што се надвор од нашата држава. Верувам дека за студентите што се во нашата држава е полесен приодот, меѓутоа секогаш кога имате соработка со повеќе универзитети, преку Еразмус размената, иако физичкото присуство несомнено за определени, како велиме, профили или определени струки, навистина е многу потребно и несомнено е важно. Неопходно за одредени профили, меѓутоа за одредени нема нели никаков дури во одреден степен и полесен пристапот, затоа што повеќе може да се менаџира или управува со времето. Студентите можеби се пофокусирани, повеќе може да пристапуваме например кон тие меѓународни, пофлексибилни сме. И нашето, да речеме, и од друга страна се заштедуваат ресурси, например кога ние учествуваме на страна. Тој онлайн пристап не само за надвор, туку и во внатре во државата. Знаете, ние со оглед на тоа што сме нели во универзитетот Ево Штип, имаме многу студенти например кои што доаѓаат и од околните градови, така што и превозот кај нив не е секогаш најдобар, па се обидуваме нели да им излеземе во пресрет. Од неодамна сте проректор. Да. Ве познавам колку сакате да одите напред и во она што го работите, во она што го пишувате, меѓутоа и за универзитетот. Кон што ќе се насочите? Што недостасува, што не мора да недостасуваш, со што би сакале некако да се проширите во наставната програма на универзитетот? Генерално меѓународната соработка од секој пат сме ја негувале. Во минатото сме имале нели посебни кари кои што биле за меѓународни односи, но тоа во суштина било ставено на самите факултети и се разбира на раководните кадри. Меѓутоа сега се донесе една одлука да се фокусира сето тоа и да се промовира на универзитетско ниво. Кон што ќе се стремиме? Ќе се стремиме прво кон воспоставување на една солидна, да речеме, стратегија за меѓународна соработка, нели, во која насока ние се гледаме и како би се однесувале со странство. Се разбира, тука влегува зацврстена меѓународна соработка, како со постоечките институции, универзитети, така и проширување на тие мрежи. А пропозито, планираме една од нашите цели да се вклучиме во европските алијанси во рамките на тој единствен европски простор, така што тоа не е една од далекосежните цели. Понатаму се стремиме кон интернационализација, не само на страна, туку интернационализација и внатре во државата, во смисла воведување, како што споменав, англиски студиски програми, англиски курикулуми, повикување професори од странство и така натаму. Значи се со цел за да го доближиме и странското, меѓународното поблиску
во нашата земја. Ке се поврземе, една од целите е исто достигнување на целите на одржливиот развој, нели? Тоа се познатите цели 2030 од агендата на Обединетите нации, така што сите цели кои што се предвидени со тоа, одржлив развој, поголема да речеме, поголема одржливост во животната средина и така натаму ќе бидат едни од целите. Поврзување со малите и средните предпријатија, значи со локалната заедница воопшто, бидејќи секако ако се воспостави еден процес на собственост или едно чувство на собственост помеѓу сите чинители, например во една општина, во една заедница, тогаш сите собираме повеќе сили за да одиме напред. Нормално, така е. Би сакала, имаме уште можеби малку време за она што го работите ваша специјалност. Сме говореле и претходно, меѓутоа знам дека тоа е еден, како велиме, во континуитет нешто што го работите. Ајде така, јас малку новинарски ќе се изразам, а вие можеби ќе ме поправите. Навистина, заедно со повеќе професори работите во делот на азилантите во нашата држава. Да не речам, ние сме еден транспортен центар и многу студиозно и многу добро го работите и може буквално на државата тоа да послужи сите оние истражувања што ги работите. Напишавте доста и студии и доста стати. Докаде сте со тоа и докаде е нашата држава, бидејќи знам дека тоа добро го следите? Докаде? Така што се сите балкански држави, горе-доле. Па добро е да бидеме на исто рамниште со балканските држави. Да. Горе-доле. Генерално сме усогласени горе-доле со европското законодавство во делот на миграција и азил. Одскоро нели го подпишавме договорот со Frontex, односно конечно се одоброволи и стапи во сила. Така што веќе оваа меѓународна организација, овие меѓународни сили агенција е присутна во Македонија. Предизвикот со мигрантите и со бегалците гледате дека се присутен. Еве скоро во јуни, значи имаше голема несреќа во Егејското, нели во Медитеранот, каде што загинаа повеќе од 600 потенцијални баратели за азил или мигранти, така што постојат сомнежи нели околу навистина колку мерки навистина се превземаа сето тоа за да се превенира. Политиката на Европската унија на земјите е во насока за да се спречи и за да се превенира нелегалната миграција. Меѓутоа, многу потешко, затоа што се тоа далекосежни цели, оди политиката во насока на развој на тие конкретно земји кои што се справуваат со конфликти, со сиромаштија и така натаму. Така што можеби треба еден холистички пристап на Европската унија и на останатите земји со цел да им се помогне на тие луѓе дома. Навистина, тоа можеби е една од стратегиите што е добра во светски рамки, затоа што ако е проблем на државата, веднаш што има мигрантска криза, тоа значи дека е проблем и на континентите, конкретно на Европа, можеби е и Последно, например, Европската унија сега се нели пак владее кај нив кризата на солидарност помеѓу земјите членки, се обидуваат да воведат некоја присилна солидарност со која што ќе се овозможи, например, враќање на мигрантите, еден систем на солидарност, превземање и враќање на мигранти. Меѓутоа сведоци сме, например, дека две земји од Европската унија, нели, особено Унгарија и Полска ми се чини дека беа противници. Така што уште постои присутна кризата во самата Европска унија. Така, тоа е навистина нешто процес кој што постојано се менува. Мене ми е особено драго што го работите тоа, па можеме некако и да знаеме до кај сме и колку тоа пак ќе влие врз нашата држава, тоа се широки теми. Јас повторно ќе ве вратам на универзитетот. Споменавте дека уште сега може да се запознаат потенцијалните ваши бруцоши. Верувам дека отворени се вашите врати за да се запознаат со универзитетот, меѓутоа верувам дека па и онлайн на веб страницата ги има детално услови. Воглавно сите. Како може да се запознаат ми? На веб страницата на универзитетот ugd.edu.mk се поставени нели сите информации во смисла за упис, слободните места на универзитетите и така натаму, на факултетите, значи целосниот конкурс. Постапките за пријавување се исто така детално објаснети. Претходно имавме можност со сите оние кои што беа интересирани нели да ги видат нашите институции,
односно, нели, универзитетот, организиравме отворени денови, посета, ги вклучивме средношколците и така натаму. Секако веб-сајтот и Facebook страната на универзитетот, како и на различните факултети, се нон-стоп ажурирани и активни, така што можат во било кое време да приберат информации. Се разбира, има и дежурни служби кои што работат, нели, на фидбек, на одговарање на можни прашања и не во смисла прашања или недвоумици, така што нели отворени. Се што ги интересира. Да. Искуствата што покажуваат кои науки се ударни, на кои катедри има најмногу? Од секој пат медицина била, медицинските науки, да речеме дека биле највеќе, нели, најинтересни, во смисла најмногу се пројавувало интерес за медицинските науки, како на Скопскиот универзитет, така и на другите, така и на универзитетот Гоце Делчев, меѓутоа и на други. Освен тие, факултетот за информатика, например, исто така дигитализацијата, нели, она artificial intelligence, што зборуваме, вештачка интелигенција, сето тоа се изискува и бара. Меѓутоа правниот факултет, економскиот факултет, филолошкиот факултет исто. И повторно ќе повторам, имаме интересно е што имаме голем интерес од студенти од страна. На универзитетот сега моментално студираат околу 500 странски студенти, активни студенти, дел се околу 400 на македонска програма, околу 100 на англиска програма и имаме уште околу 400 кои што го изучуваат македонскиот јазик во текот на целата година за да се подготват за следната година да се упишат. Така што интересна е, нели, оваа конфигурација и универзитетот Гоце Делчев Штип. Тоа значи дека вашата наставна програма е добра, квалитетна, па навистина привлечна, бидејќи бројката си го кажува тоа. Мене ми е особено драго. Ана Никодиновска Крстевска, ви благодарам за гостувањето. Се гледаме во следна прилика. Вие сте тука, ние мораме да им приложиме и да ги информираме сите заинтересирани што сакаат да студираат на државните универзитети, во случајов на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам.